Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. Книгата Народни песни од Тетово доби своја дигитална верзија на интернет страницата на хроничарот Дарко Гавровски Гавро. Министерот за надворешни работи Бујар Османи истакна дека од 120 македонски државјани во Украина 80% се евакуирани. Реализирани контроли во Тетово и Гостивар на возила кои вршат јавен превоз на ученици. Санкционирани 3 возила во еден ден. Книгата Народни песни од Тетово доби дигитална верзија во рамки на проектот Дигитализација на тетовското наследство на хроничарот Дарко Гавровски. Издавањето во електронска форма е по повод 100-годишниот јубилеј на културно-уметничкото друштво Илјантески смок, што годинава треба да се одбележи. Еден од ретките примероци на книгата Народни песни од Тетово. Од неговата лична библиотека, хроничарот Дарко Гавровски го споделува со пошироката јавност преку интернет. Тетовските староградски песни собрани во книгата, објавена 1972 година, од сега се достапни и во дигитална форма, во рамки на проектот Дигитализација на тетовското наследство. Уште од 2013 година започнав со проект на дигитализација на тетовското наследство. Токму така и се нарекува дигитализација на тетовското наследство, во кој што има новински исечоци скенирани стариот Тетово, кои што веќе не може да се најдат, сигурно не може да се најдат електронски, а хартиено уште потешко, така да бидат достапни на идни истражувачи на тетовското минато. Тука се новински исечоци, во последно време и видеа, над 1000 фотографии и најзначајно книги кои се однесуваат на Тетово. Значи една електронска тетовска библиотека со е-книги. Една од нив која јас и не очекував дека ќе има толкав голем интерес е токму книгата, ова е мојот личен примерок, Народни песни од Тетово. Ова е моја книга од мојата богата домашна библиотека, можеби најбогата во Тетово, со книги кои се однесуваат за Тетово. И реши да ја направам на моја лична иницијатива достапна за тетовчани, особено што доста ја бараат. Оваа книга е објавена 1972 година и тоа на иницијатива на Јован Дамјановски и Андро Апостолски, членови на тогашниот хор при културно-уметничкото друштво Илјантески смок, а повод било, еве стои овде на втората страница, 1922-1972, значи 50 годишнина од формирањето на клубот. Значи по повод 50 годишнината ја објавуваат, ова година славиме 100 годишнина, значи како мој придонес за 50 години од објавувањето на оваа книга и 100 години токму од формирањето на пејачкото друштво Бенички во Тетово, решив да ја дигитализирам за сите тетовчани. Гавровски вели дека процесот на дигитализација е многу важен, затоа што се повеќе луѓе се насочени кон интернетот. Битни се овие податоци колку што се и достапни. Ако оваа книга е битна, но не може никој да пристапи до неја, тогаш ќе исчезне и вредноста на таа книга. Токму затоа ги објавив оваа книга, 30 книги, следат деновиве уште книги кои што лично ги скенирам, ова е скенирано страна по страна, составено, за да се става, за да бидат достапни. Дигиталната верзија на Народни песни од Тетово, како и повеќе други значајни книги, се достапни преку електронската библиотека на Гавровски, а линк до неа е објавен на неговата група на социјалната мрежа Facebook Го љубим Тето. Се додека не сме доволно имунизирани, не може да се зборува за целосно укинување на ковид мерките, истакна министерот за здравство Беким Сали. Состојбата не е се уште толку позитивна да ние можеме да кажеме од денес сме слободни. На една страна се желбите, од друга страна се реалните бројки кои што ги добиваме.
ние како Министерство, Институт за јавно здравје и Комисијата за заразни болести ја следиме состојбата освен во државата, во регионот и пошироко. Имаме 4 држави кои што ни се репер за како први држави кои што ослободија мерки. И денес таму забележуваме бумеранг, враќање на состојба, првобитна состојба како што беше порано. И сигурно сите ние тука се согласуваме, не би ризикувале да направиме таков потек со цел само да олесниме, а повторно да се враќаме на претходното. Веќе не е показател само број на ново инфицирани. Многу е значајно на 100.000 жители, колку се ново инфицирани, колку се хоспитализирани и колку се со последици од тоа. За жал, ние се уште сме на граница меѓу жолта и зелена зона, повеќе кон жолтото одиме. Оваа недела ќе видиме при состанок на Комисијата за заразни болести, која што е закажена за среда, ќе видиме во каква состојба сме. Јас сум оптимист за општата состојба кај нас, меѓутоа се уште не сум оптимист за мерките. Министерот за надворешни работи Бујар Османи денеска на пресконференција истакна дека од 120 македонски државјани во Украина 80% се евакуирани. Тој додаде дека останатите се 8 граѓани кои бараат евакуација, а се работи за 4 македонски граѓани и 4 украински граѓани. Од 120 мапирани и контактирани наши граѓани, околу 80% од нив се веќе евакуирани. Останати се ако 8 граѓани кои што бараат евакуација, а се уште во Украина, од нив 4 се наши државјани, 4 се украински државјани, но во роднинска врска со нашите државјани. Има и други наши граѓани, околу 20-тина, меѓутоа тие не бараат евакуација. Еве ќе спомнам неколку од нив, нема да ги кажем имињата, само првата буква, семејството Т, 3 лица имаат возило, но не сакаат да се евакуираат. Семејство А, 3 лица, мајка и 2 деца, нагласуваат дека не сакат да се евакуираат, освен ако се случи поголема ескалација во местото каде што тие престојуваат. Семејството Л, 4 лица, Јужна Украина, се чувствуваат безбедно и не сакаат да се евакуираат. Семејство С, 3 лица, во Лвив, безбедни се не планираат евакуација. Семејство П, 4 лица, во Запорожје, не сакаат да се евакуираат и замолија повеќе да не ги контактираме во однос на ова прашање. Значи, уште еднаш, 8 лица бараат евакуација, се обидуваме да ги евакуираме, од кои 4 наши државјани и 4 украински државјани и 20 лица кои што не сакаат да се евакуираат. Така да во моментот ние работиме на овие 8 лица, останатите додека не информираат дека бараат евакуација, ние нема да правиме планови за, односно нема да направиме напори да ги евакуираме се додека не добиеме информација од нив. Што значи дека најголемиот дел веќе сме ги евакуирале. Нашата амбасада останува се уште во Украина. Ке процениме понатаму во зависност како ќе се движат работите во Украина, бидејќи со останувањето на нашата амбасада е и политичка порака на поддршка на Украина, меѓутоа и можност да им се помогне на нашите граѓани таму. Реализирани контроли во Тетово и Гостивар на возила кои вршат јавен превоз на ученици. Во текот на вчерашниот ден санкционирани биле 3 возила без потребната документација. Полициски службеници на СВР Тетово вчера продолжија со континуираните контроли на возила кои вршат јавен превоз на ученици. Во овие контроли реализирани во Тетово и Гостивар откриени и санкционирани се 3 возила од Тетово без потребните документи, а на чии сопственици ќе им бидат изготвени поднесоци по член 284а од Кривичниот законник
и исто толку возачи од Гостивар кои ги управувале возилата без возачки дозволи, кои ќе се соочат со поднесоци по член 225 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Вчера во Тетово исто така спроведени биле засилени активности за поголем ред и безбедност со паркирањето, посебно во централното подрачје, при што вкупно биле санкционирани и подигнати од ПАЕК службата 11 непрописно паркирани возила, кои го попречувале нормалното движење на другите учесници во сообраќајот. Покрај тоа санкционирани биле и 4 возачи кои ги управувале возилата без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа. Пронајден хероин кај лице од Неготино Полошко, одземени пари од 18 годишникот Тетово. Следуваат деталите од полицискиот билтен. Во текот на вчерашниот ден на 21 лице од Тетово и 20 лица од Гостивар изготвени им се соодветни поднесоци за неносење на заштита на лицето. Полициски службеници од Гостивар вчера околу 16 часот и 30 минути на улица Браќа Ѓиновски во Гостивар лишиле од слобода 47 годишник од Неготино Полошко, затоа што при преглед му бил пронајден хероин. Тој е задржан во полициската станица Гостивар и по документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера вечер во 22 часот и 10 минути 18 годишник од Ларце во СВР Тетово пријавил дека околу 20 часот и 30 минути на улица Борис Кидрич во Тетово две лица со закана му одзеле пари. Се расчистува и документира случајот. 62 годишник од Тетовско Одрипак вчера во 9 часот и 40 минути во СВР Тетово пријавил дека изведувајќи градежни работи во стара воденица во селото пронашол рачна бомба F1 која била корозирана и која најверојатно потекнувала од Втората светска војна. Извршен е увид, а експлозивното средство било подигнато и транспортирано од представник на Дирекцијата за заштита и спасување. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!